Весна Деловска, таа е избрана за председател на Комората на извршители со мандат од октомври месец годинава. Имаме ексклузивно интервју со оглед на тоа дека минатата недела во четвртокот ја доби функцијата. Разговараме на една многу актуелна тема, ќе се обидеме да дадеме прецизни одговори до граѓаните и да објасниме убаво за сите оние кои што бараат застарување на долговите, дали е тоа можно и што предвидува законот. Добро утро. Добро утро. Најнапред благодарам за поканата за денешното гостување. Сакам сакам убаво да објасниме, ќе се обидеме. Ете така, да бидеме народни во објаснувањето, за да може подетално да објасниме. Еве вака, станува збор за еден закон за облигациони односи и за еден дел кој што предвидува со новите измени застарување на долговите. Што е тоа што е предвидено во законот и дали е тоа возможно да се примени? На 20 јули точно е дека собранието изгласа закон за измени и дополнување на одредени одредби од Законот за облигациони односи. Акцентот се стави на овој закон, меѓутоа мора да напоменам дека истиот ден изгласана е измена и на една одредба од Законот за извршување. Мислам дека во продолжение на денешнава дискусија ќе разговараме во делот на Законот за извршување. Измена има во однос на пресметувањето на законска затазна камата. Што значи тоа? Што значи дека... И Законот за облигации, Законот за извршување донеса одредба со која се предвидува дека при присилно извршување и наплата на долгови, каматата се пресметува и се наплатува се до моментот додека не го достигне износот на главното побарување. Тоа народски би значило дека доколку одредена странка има долг од 5000 денари, без разлика на тоа колку е стар тој долг, извршителот согласно законот може по основ на камата да наплати само 5000 денари. И вие почнавте веќе со тоа? Тоа веќе почнува од денот на објавување на измените во службен весник. Од наредниот ден веќе почна тоа да се применува. Тука немаме никаков спорен елемент, бидејќи ние работиме во еден унифициран систем, и системот сам нас ни покажува при секоја уплата како истата се распределува. Значи, тука имаме можност и имаме и обврска веќе да следиме колку досега за одреден предмет сме наплатиле, доколку веќе сме достигнале износот на каматата со главниот долг, се прекинува пресметувањето на каматата и понатака се отпочнува со исплата на главниот долг. Тоа значи дека ако предходно имаше случај во кој што се должеше дури 1 денар, а се наплатуваше и камата 10.000 денари, дека тоа веќе не може да се случува. Не може веќе и тоа е неспорна и потребна одредба беше таа, за која и па да кажам дека и целата неизвршителите, кога зборувам за целата правна фела, бидејќи ние сме неминовно во работата поврзани со одлуки на судови, со теоретичарите. Овде ќе ги вклучам професорите од правните факултети во државата, со нотарите, адвокатите, со правниците по различни фирми. Овој дел во делот на пресметката на каматата, онака како што е донесен, измените и во едниот и во вториот закон, така ќе ги преминуваме и веќе се применуваат. И сега идеме до оној дел кој што, ќе кажам, е малку спорен. Зошто? Затоа што е нејасен до крај. За застарување на долговите. Што значат сега тие законски решенија за должниците и за доверителите? Во делот на одредбите кои уредуваат застарување, изменети се 2-3 члена. Истите предвидуваат дека секоја извршна испрва, до сега беше рокот 10 години, откако ќе стане првосилна извршна, да има период од 10 години истата да се достави до извршител. Со новите законски измени тој рок е намален од 10 на 5 години. Спорна е одредбата дека извршната постапка треба да трае 10 години.
И ова е објективно несправедливо од причина што законодавецот, носејќи оваа одредба, изумил дека претходни 10 членови од целата таа група во законот која се однесува на застарување и 10 последователни членови остануваат во колизија, значи се судираат со овој член кој е ваков каков што е изгласен. Значи практично не може во оваа ситуација да се премине кон застарување на долгови. Имаме еден член, значи од 20 јули започна да важи. Истиот тој член е самиот во колизија со 5 претходни и 5 последователни. Невозможно е да се спроведе. Сега, применувајќи го тој член што е новиот, променетиот, доаѓаме во прекршување на законски одредби од другите членови. Бидејќи во јавноста е актуелно, меѓутоа да објасниме кога настанува застареност и има уште една група на членови од истиот тој закон за облигации, каде што се уредени состојбите на прекин на застареност. Прекинот на застареност настанува, таа одредба се остана во законот за облигации. Добра. Со секое дејствие на должникот со кое на одреден начин тој го признава долгот. Што значи тоа? Тоа значи доколку и покрај тоа што може би настапила застареност 1, 3, 5 години, има повеќе видови на застареност. Зависно од тоа за каков долг станува збор. Доколку пред извршител и започнал со исплата на една рата. Добра. Значи тој си го признал долгот. Застареноста прекинува и од тој момент започнува да тече нов рок. Овие одредби останаа нерегулирани, си останаа по стариот закон и точно ова доведе во забуна, во една... Многу недоречености. Многу нејасно. За нас правниците, ние малку поинаку и подлабоко ги толкуваме. Меѓутоа, точно е дека настана забуна кај обичните граѓани. Да. И затоа се радувам, ви се заблагодарив за оваа покана, бидејќи сите следиме што се случува и на останатите медиуми, на форуми, по социјалните мрежи, веќе се повикуваат граѓаните, изваден е некој терк со кој се упатуваат како да си побараат застарување на долговите. застарување. Дојде ли некој кај вас? Побарали? Па во мојата канцеларија имам до сега 2 барања. За колка временски период? Едното е 200 или 300 илјади евра е долгот, од 2010 ми е предметот. Странките уредно си го плаќа, меѓутоа нема имот и се исплаќаше од 1/5 од личен доход. И веројатно они оваа сума со камата не може да ја исплатат за многу долго време. И сега во тој случај, да речеме, дојда побара, објаснувате дека не можете да одговорите на барањето. Ќе ви објаснам и зошто. Да, сега дел објаснивте, да се повикувам на вашиот одговор. И каде ги упатувате? Сега тие ќе одат на суд? Сега ќе дадам тука малку граѓаните сега не знаат како тоа да го објасниме убаво. Увод да објасниме. Законот за облигациони односи е материјален закон. Во него се уредуваат права и обврски на граѓани. Тоа се договорни обврски, тоа се обврски од кредити. Значи да не навлегувам, ќе кажам дека срцето на правото е законот за облигациони односи. И тоа е материјален закон. За разлика од тој закон, постојат процесни закони, законот за парнична постапка и законот за извршување. Како извршители, ние не водиме постапка, ние спроведуваме извршни действија. Ова значи дека претходно е донесена судска одлука, пресуда или нотарот веќе издал нотарски платен налог, кај нас доаѓаат на извршување предмети кога таа претходна процедура е веќе завршена. И зошто сега да бараат од вас бришење на... Сега, кога кажав дека законот за облигација е материјален закон, по тој закон постапуваат судовите. Значи, јас како извршител, согласно законот по кој работиме, никој не ми дал за право, ниту смеам некому да утврдувам права.
без разлика дали станува збор за застареност, за побарување, и токму тука настана големиот проблем да во овој момент не е можно технички ние да го спроведуваме тоа. Бидејќи во нашите канцелари не ги двоиме ние луѓето на граѓани и неграѓани, сите се граѓани. Во нашите канцелари и во нашите предмети тоа се странки. Малку беше лошо кога во јавноста се објави дека ќе биде поповолен за граѓаните. Меѓутоа, тоа е една група на граѓани кои во тие постапки се должници. Треба да размислуваме дека од другата страна имаме и друга група на граѓани. Кои се двете групи на граѓани? Доверители и должници. Според вашето искуство. Од групата на должници... Така, кои ги имаме тука? Подгрупи. Подгрупи има. Да. Јас ова сум го кажала. Значи, точно и факт е дека си има луѓе кои се социјални, приматели на некаква социјална помош. Социјално загрозени семејства. Самохрани родители. Социјални луѓето кои примаат било каков вид на социјална помош од државата, тие примања се изземени и не се предмет на извршување. Втората група јас би ја нарекла социјално загрозени семејства. Третата група, слободно пред јавноста ќе кажам, е група на неплаќачи. И сега се доведуваме во една состојба да онаа последната група е најгласна. На штетата на другите две. Да. А во пракса, сме плаќачи или не сме плаќачи како народ? Во рамките на нашата комора правена една анализа која се базира од последниот попис, толку и толку граѓани се пријавени како жители во оваа држава. И сега, ако се направи една проста анализа, колку да речеме Евана, Водовод, добро, да. Пружателите на комунални услуги, овде се оградувам, не ги ставам во оваа група осигурителни компании, банки, па на крајот на разговорот и односите меѓу фирмите и физички лица, ќе се ограничам исклучиво на пружателите на комунални услуги, на телекомуникацијските оператори, дека кај извршител стигнуваат 1,5%, не цели 2% од издадените фактури за испорачани услуги. Тоа е факт и со оглед на тоа ја носам заклучок дека граѓаните на оваа држава уредно си ги плаќаат сметките. Имаме проблем. Неспорен е, тоа е проблемот кој настана во 2011 година, кога се донесе еден закон кој предвиде сите стари извршни предмети кои порано ги воделе судовите да се трансферираат кај извршителите. И всушност незадоволството на одредена група граѓани произлегува од тие предмети, каде е точно дека се провлекуваат долгови од 2000-та година, од 2005-та. Што во тој случај? Се плаќаат, меѓутоа треба да се направи... Знаете зашто ве прашувам? Затоа што на крајот од денот ќе дадеме како заклучок дека без разлика за кој да е действие на секој од нас како граѓанин во било кој аспект од општеството, треба да поднесе одговорност за своите действија. Па точно тоа е го... Дали поминале 10 или 15 години? Се убедуваме ние во секоја прилика, при секоја дебата, при секој настапување, тоа да го кажеме. Значи, генерално, ние сме една послушен народ кој уредно си плаќа. Онаа група има точно, ги споменав, социјално загрозени семејства. Имаше масовни отпуштања од работа, отварање на стечајни постапки. Во тие случаи вие излегувате во пресред? Па не само ние, него и самите оператори и пружатели на услуги имаат континуирано, тие си ги нарекуваат кампањи. И ги повикуваат таквите луѓе кои имаат заостанати долгови да склучуваат со нив спогодби. Значи, неспорно е, тврдам, дека Водовод, Телеком, Евана прават кампањи и велат, платете го главниот долг, ќе ви биде опростена каматата. Меѓутоа, и тоа се одвива, си функционира.
Во јавноста се проткајува цело време на повикување на граѓаните за бришење на долговите, а тоа малку една друга порака се испраќа до општеството дека што и да направиш може да ти се избрише. Потоа, мислам, така народски делува. Вие го кажавте тоа и секој разумен човек кој совесно си ги плаќа своите обврски, заклучокот со носењето на овој закон ќе му биде тој. Бидејќи тие 10 години што сега се предвидува дека извршната постапка може да трае само 10 години, многу брзо минуваат. Мора да напоменам дека ние сме како извршители ограничени со нашиот закон во случај кога се наплаќа долг и се исплаќа од плата на вработениот, зависно од висината на платата, се одвојува 1/3 или 1/5. Во мојата канцеларија има случај каде што работодавачот ме известува дека мојот нарок е уредно примен, дека истиот е ставен на листа на чекање и истиот со таа динамика ќе стигне на ред за наплата во 2037. Со ваквите одредби од законот, значи, тој е граѓанин. Тој е ослободен, уште од почетокот е ослободен. Знае дека ќе му застари. Тоа е тоа што, да, треба да го тргнеме малку на страна еден сегмент од се ова, дека живот се може да се случи. Ама има неколку институции кои што треба да се поминат додека се стигне до вас и до моментот на извршување. Сепак се надевам, како е вашето искуство, се надевам дека излегуваат во пресрет на граѓаните во смисол на да се дозволи плаќање на рати. Апсолутно, да. Да се излезе во пресрет за да се почека, да се даде прилика, можност, затоа што се може да се случи во животот. Луѓе сме на крајот. Апел е од сите наши канцеларии, при сите настапи, странките, кога ќе примат предмет, да не го одбегнуваат контактот со извршителот, туку веднаш кога дојдат, да се изнесат својата моментална материјална состојба. Уплаќаат и дури слободно кажувам дека онаа категорија што ја кажав, социјално загрозени семејства, според мене и се најсовесни. Да. Колку толку плаќаат, се трудат помалку да си го исплатат долгот. Меѓутоа излез од целата оваа состојба за која сите сме свесни. На крајот на денот сите живееме овдека, сите така пазариме по истите маркети, се движиме. Многу сме свесни каква е состојбата. Сме за тоа да им се помогне на тие луѓе и упорно велиме да, треба да им се помогне, треба да се стави крај на тие стари предмети од 95-та година, меѓутоа грешката ја алоцирам не во овој закон, туку со посебни социјални мерки. Тоа сакав да ве прашам, со оглед на тоа дека вие поднесовте иницијатива за бришење на оваа одредба како комора на извршители до Уставниот суд. Велите под изговор дека не е поволен за сите граѓани, тоа ни го објаснивте зошто не за сите, односно велите ќе добијат должниците, а ќе изгубат доверителите. Точно, да, значи поднесена иницијатива. Како ќе го кој решение го давате вие на СЕО? Не го значи јас го давам предлогот решението, предлог да. Така. Да. Стојат сите мои колеги, не само мои колеги. Кога зборувам колеги, не само за извршителите, на истиот став се и колегите адвокати и сите колеги правници кои се засегнати во оваа проблематика без разлика дали се од страната на доверителите и должници. Уште еднаш ќе напоминам, сите се граѓани. Уставот е највисокиот правен акт во државата. Во Уставот убаво е кажано дека сите закони и сите други подзаконски акти мора да бидат во согласност со Уставот. Вака донесените одредби апсолутно се во прилог на една група, која рековме дека може би е 1,5 или 2% од граѓаните, ако зборуваме за граѓани, а истата нанесува ненадоместлива штета за другата група на граѓани, кои се јавуваат во постапките како доверители. Сакам да напоменам, не само комората на извршители, дури пред нас иницијатива поднесе адвокатската комора, има поднесено Евана, а во подготовка имам најава дека
соодветна иницијатива се подготвува и од страна, сега дали точно ќе се изразам, Сојузот на стопански комори и од Сдруженијето на банкарски асоцијации. Значи, коморите реагираат. А вашиот предлог, тоа почевте да го објаснувате за социјален закон ли? Како сметате тоа? Социјални мерки се тие. Социјални мерки да бидат до сега имало социјални мерки, без разлика, значи, која власт е на позиција или опозиција. Вакви социјални мерки и приватниве оператори ги нарекуваат кампањи. И тоа е дел од некоја социјална програма. Добре. Да им се помогне. Меѓутоа, ако сакаме генерално да им се помогне, веќе да завршиме со тие стари судски предмети, мислам дека треба да се донесе еден посебен социјален закон, каде што ќе биде уредено која категорија ќе опфати, Добра. кои предмети ќе бидат опфатени, Така. и начинот како тоа ќе се спроведе. На крајот, нели, се прави за да се помогне на граѓаните, Точно. а не да се створи конфузија. Предлогот, се надеваме дека ќе имате можност да зборувате за предлогот, како комора на извршители, но дотогаш целиот фокус е ставен кон вас, иако кажав, нели, неколку пати дека има неколку институции кои што се поминуваат за да се стигне до вас. И мора малку и народски да го завршиме разговорот дека и вие сте луѓе на крајот од денот. И вие некогаш сте должеле. И вие некогаш сте плаќале Јас сум била извршител, сметки. да. И вие сте имале... Значи, јас... Сите сме го поминале во одреден дел од животот тој сегмент. Како се справувате со вашата професија? Прво ќе кажам дека мој впечаток е дека нема човек во оваа држава кој за било што, па на крајот на некоја заборавена сметка. Јас Так. лично сум била за неплатена паркинг услуга. Сум заборавила и SMS порака да платам. И си платив. Работата е многу тешка, работата е многу стресна, свесни сме дека ние сме последната алка во Да. целиот тој правосуден круг на течење на постапката. Знаеме дека е многу непопуларна професија, кај нас се справуваме на начин што се обидуваме, значи со апел да пристапуваат во канцеларија, да се договараат. Апсолутно прифаќаме уплати помалку на рати, да се чисти долго, точно да не дојдеме во состојба каматата, нели како до сега, да се зголеми 2, 3 и до 10 Да. пати. Да. Меѓутоа, сето тоа е работа на пристап и на разбирање како на нас која вршиме оваа работа, така и на граѓаните. Во нивните очи треба да се потрудиме да ја промениме сликата. Дека ние сме лица со јавни овластувања. Ние не сме лица кои ни текнало дека денеска така ќе седнеме и ќе го правиме. Сепак има една едукација, сите сме еднакво едуцирани, постојано се едуцираме, неминовно мора да следиме измени на закони, да се трудиме, да си ги почитуваме тие закони, меѓутоа онакви какви што се не на штета на било која странка. Работата е стресна, имаме едукација на таа тема, се трудиме да странката која ќе дојде во канцеларија, прво да ја смириме. И вие рековте, ќе зборуваме народски. Многу е важно човекот кога е во безизлезна ситуација и кога е во немоќа реално од животен, или кажавме и сите сме свесни во какво општество живееме, да му се подаде рака. Без разлика ово што кажав, на состојбата и на ситуацијата. Ние сме посредници, ние сме во средина. Од едната страна е граѓаните кои ги велиме должници, од друга страна се граѓаните кои се доверители. Да. Се трудиме да искомуницираме со тој што должи, да побараме од него предлог, самиот да предложи во рамки на неговите можности. Точно. Истиот тој предлог го проследуваме до доверителот, образложуваме дека тие се можностите, дека нема имот, дека е вработене, дека има 4 члена семејство, можеби има дечиња дома. И бараме, и ние бараме од доверителот да прифати да се уплаќа малку по малку, долго да се чисти. На крајот од денот секој мора да одговара за своите постапки и секој мора да има одговорност за направеното.
Па тоа веќе не го зборувам јас или од позиција на извршител, тоа општо земено треба да биде општествено правило, без разлика. И општествена одговорност. Така е. Дека секое право си повлекува и своја обврска. Ке се трудиме така, секој онака како што смета со таа динамика да си ги регулира обврските. На крајот сакам уште еден апел да дадам до граѓаните, масовно по социјалните мрежи, по форуми се промовираат некои барања, некои образци согласно последниве измени, граѓаните да доаѓаат кај нас. Ние ќе им ја дадеме правната помош. И не е точно тоа дека извршителите одбиваат без да дадат правна поука. Секој акт што ние го превземаме, не дека тоа јас сакам или не, него законот го предвидел, а министерот за правда го пропишал како треба да изгледа. И на секој акт од дозвола си постои правна поука. Ви благодарам. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам.